Петок 6.6. Убав датум за убава дружба. Да ви посакаме добре иде повторно во Диетална максимална. Да завршиме работната недела со уште една добра емисија. Дознавме каква несреќа му се случило на нашиот куклар Квачка од Керамидница. Марија разговараше со Љупче Бубетрајчев. Си доби добри препораки како да ги замени лошите навики со здрави и корисни по нивното здравје. Се вежбаше во теретана и се готвеше вкусен рецепт. Денеска во нашата емисија ќе направиме една ретроспектива на настаните досега во Диетална максимална. Ќе видиме како се одвиваат тренинзите. Ќе ви дадеме предлог за рецепт и ќе раскажеме една спортска приказна. Ајде да си фатиме се поред. Да направиме една ретроспектива на оваа недела што се случуваше вака петочки. Поминаа скоро 3 недели од нашата дружба во Диетална максимална. Продукцијата одбра кандидати за кои побара потврда од стручниот тим од тренери и нутриционисти, дали тие кандидати да ги одберат или да ги одбијат. Потоа продукцијата им даде директно учество на двајца кандидати. Вака изгледаше во нашето студио. Виолета Капони-Велевска, Зоран Јовановски, Марија Коцева, Златко Јовановски се учесниците со кои се дружиме во новата сезона 2, а ги одобри жирито. Продукцијата директно им даде влест на Елена Трајковска и Зоран Куневски Квачка. Јас сум Тодорка Тасева, од Илинден, имам 55 години, мажена, 3 дечиња и внука. Сакам да се дружам и тоа ми е најбитно и нешто пак да симнам од килажа. Од килажата, да. Виолета Капони-Велевска, мајка на 2 сина и на едно внуче, невработена. Живеам во Тафталиџе 2 на улица Будимпештанска. Килограмите малку да се разврдам, пошто сум нонстоп на телефон, сирам, имам 3-4 телефона, еден се испразни па се полни, па пак се и така си правам нонстоп. Може да излезам до пазар или било каде, ама претежно сум дома и сакам малку вака да се разгибам. Многу имам игрици. Сите телефони ги празнам, па ги пунам, па малце ако се заврши тоа, па позвам на таблет и така. Златко доаѓа од Скопје, 58 години, женет, 2 машки деца. Едниот е 91, вториот е 97. Вработен моментално во пивара, дистрибуција. Исто ова, нели, во продавници достава на пијалоци. Немам никаква физичка активност. Знам дека тоа ми најголемата мана. Така, јас сум Зоран Јовановски. Доаѓам од населбата Кисела Јабука пред Волкова. Имам 60 години. Друго, женет сум, имам 2 сина возрастни. Кога ја гледав првата серија лани. И добро беше? Многу добро ми се допаѓаше и чекав само времето кој ќе да е 16:30, мислам дека беше. Толкому така. И само пред телевизорот и никој не сакав да ми смета. Викам, сакам да го гледам. Марија Коцева доаѓа од Скопје, карпоштри. Иначе сум малку години, рамно 70. Пензионер. Се уште невработен пензионер. Со килограмите што правиме? Со килограмите истото, истите килограми од лани, истите проблематики од лани, сега со нова екипа, со нови членови. Јас сум Зоран Коневски, Квачка, познатиот куклер од Скопје. Висок сум 175, тежок малце поише, 122. Со кукли се бавам доста време и се решив да дојдам тука да ослабам, пошто тежината ми смета малце, поеќе, и така решив да дојдам тука да се дружиме и да покушаме да славиме. Се викам Елена Трајковска, имам 45 години. Висока сум 1,67-8 сантиметри, не ме фаќајте точно за збор. И на последното мерење имав 81 килограм. И моето патешествие со килажата започнува уште при самото снимање на македонските народни приказни. Шестмината кандидати го посетија Синерџи, се запознаа со стручниот тим и правилата во самата емисија. Добија своји маички и своји насоки. Денеска јас ќе ви подарам маички, а тренерки? За тренерки ќе си ги носите старите тренерки, а за на крај после 90 дена ќе видиме кај сме, што сме. Пошто ако сега ви подариме... Одлично, супер. Сигурен си? Да. Вака. Марија, дојди од оваа страна. Ова ми се чини за тебе. Ова за тебе. Надпреварувачки дух има ефтен. Ево, изволте. Се надевам дека ќе ви бидат големи кога ќе завршиме со.
Се изврши мерењето за секој поединечно. Евидентиравме кој колку тежи и колку изнесува неговиот обем на различни делови од телото. Јас запишувам, ти мери. Маријана, И не лажи. памти со кој пати ќе се мери. Понапред застани со десната нога, така. Стои мирна, не мрде. 122 килограми и 45. Ја постојам да не да сипам ваго. Не се си 120. На стомак. 136 сантиметри. Задникот. 142. 71.5. Не. Десен. Да. Се направи евиденцијата. Следно, кандидатите имаа прво загревање под будните очи на Еми и Гаго, кои следеа кој колку е физички активно способен, за да знаат понатаму какви вежби да им зададат. Одлично. Одлично, бомбона. Ајде така. Ајде. Постави, дали планка, дали тупаница. спушти ова тука. Ајде. Значи, тупаница подобра? Ај левата прва? Знаеш како, само ти викам одлепија од земја. Нема потреба. Така да, и одлепија додека ја креваш ногата. Значи, ја одлепуваш левата рака, ја креваш десната нога. Ајде десната нога. Така. Одлично. Ајде друга страна. Не мора да креваш воопшто, значи не си го мачи рамото. Да. Само ќе се одлепуваш. Добро, ми се свиѓа, не е лошо. Најшироко што можеш. Так, не брзе, Марија, договорена. Враќаш рацете назад, оноко колку што можеш. Така, снајди се. Добро. Ај пошироко малку ако можеш. Пробај пошироко да фатиш. Така. Браво. Ај уште еднаш. Супер. Топ. Се направи првиот стартен базичен режим на исхрана, како и насоки од Љупче и Вероника. Прво разговор со секој поединечно, а потоа и препораки. Елена, еве анемнеза. Те молам кога ќе одиш дома, ако сакаш ти е полесно преку интернет, мислам на мејл можеш да ми ја исто да ми ја пополниш. Јас имам подготвено за да ја пополниш анемнеза, значи прашалник. Сите прашања колку што можеш искрено да ги одговориш за да те запознам повеќе. Зашто сепак треба да направим искрена која ќе одговара тебе и да ја уживаш во неја, не да биде нели со сила јадење, затоа ќе ги напишеш и алергија кој имаш или медицински да нели твојот профил, крвната слика да ми ја прикачиш исто ми е битна. Храна што ја јадеш, што не ја јадеш, се за тебе. Кој е Златко кога станува збор за исхраната и кои се неговите навики во самата исхрана и во начинот на конзумирање? Па навика, значи јас... Како го почнуваш ден? Почнувам денот, значи нормално на работа. На работа не јадам, значи јас
Може да работам и 10 сати или сати да не јадам ништо. Имаш опции за ужинка, но ќе се фокусираме сега на добар појадок, добар ручек и добра вечера. За да го научиме телото да не грицка. Пошто многу од сите од вас грицкате постојано и треба малце да се научи дека окей да јадеш добро избалансиран оброк, па се оди да ручек. Но ќе имаш. Не, ако не се грицки, например, па сакам смути, нешто со овоше да си направам, то со водичка. Јас прво ќе одиш по програмата што ти ја дадов, тоа. Но некој денови нешто ќе бидеме у комуникација, например не достига ова или ова, јас ќе ти ги апдейт ќе направиме, ќе ја модифицираме програмата и ќе ја направиме како што сакаш. Све се владеам од тоа што како од работа ќе стигнам, затоа што работам повеќето трета смена. И сега ако ќе стигнам некогаш, знам да прилегнам одма, да одморам малце, барем 2-3 сата да оспијам, па после станувам кафе. Прво што ставам пијам едно турско кафе ќе се напијам. Намирниците се приступачни, значи се е од македонската кујна, ама разгледа неколку да видиш од прилика дали би можел нешто да направиш. Имам едно прашање. Ајде. Дали треба многу да готвам? Леле, да, обично мажите така си прашува, да. Ако, не треба. Значи јас и во тој во програмата ќе те научам како ќе имаш намирници кои што можеш брзи, но здрави и да ги измешаш и да добиеш еден оброк правилен. Работи не јадам, ама јадам, например, од зеленчук јадам крставица, патрижан, морков, зелкан, така, рендани, но си ги јадам, крставицата сецкана, во салата. Потоа проверивме здравствената состојба на кандидатите. Со нас, во втората сезона, се нашите пријатели од здравствената установа Промедика Медикал Центар. Се запознавме со доктор Наташа Башуровска Мирничевска, стручен интернист по интерна медицина. Се направија убави и детални прегледи, каде се даде проценка на здравствената состојба. Ви направивме ЕКГ и ви измеривме и притисок. Од ЕКГ-то сте лесно тахикардична, тоа значи дека откуцаите на срцето се малку побрзи, но е ритмична работата на самото срце. Не гледам ни прескокнувања, нити аритми некои. Притисокот ви е покачен. Земете воздух длабоко, задржете. Имате каменчиња во жолчката. Издишете се. И црниот дроб ви е замастен. Народно джигерот ви е замастен. Десниот бубрек ти е добар. Тука ли? Па кај да е? Одаде негде е? Не. Джигерот ти е лесно замастен. Значи, тироиднава жлезда е жлезда која што се наоѓа во средината од вратот. Се состои од два лобуси, десен и лев лобус и средина што ги поврзува се вика истмус и има изглед на пеперуче. Во моментов го гледам десниот лобус на тироидната жлезда. Ке ви покажам после, кој што е со зголемени димензии и е комплетно нехомогена структура. Така да вака сте ми високо субспектен за Хашимото. Тоа е автоимуно заболување. Так се враќаме на муабетот, редовна контрола на тироидна жлезда. Десниот лобус на жлездата, кој што е со лесно зголемени димензии и е со комплетно нехомогена структура. Најверојатно само ќе треба и антителата да ги направиш, најверојатно имаш тироидитис на Хашимото, барем така е кога ќе видиме ваква промена на ехо. На кукларот Зоран му се случи една незгода, која го забави неговото учество. Бил малку невнимателен при риболов, се спретнал и лошо паднал. Се здобил со повреди за кои докторите му кажаа да мирува. Јас морам да го напуштам шоуто, зашто имав мала несреќа. По совет на мојот доктор ми рече да мирувам, зашто ја повредив ногата, бев по риба и многу ми е жал што нема веќе да учествувам во шоу. Во оваа емисија се бара акција, никакво мирување. Во моментов продукцијата треба да одлучи дали да го замени Зоран со лицата кои што се ставени на листата за чекање како замена во шоуто. Прво селекција, потоа мирење на килограмите и обем,
потоа вежби, режим на исхрана и 1 тон активности предвидени за само 3 месеци. Гледајте не, ајде заедно да ја направиме промената. Тргнете ги лошите навики за кои сте свесни. Бидете физички активни и уживајте со нас. За втората сезона на Диетално максимално добивме вистина позитивни коментари. Како и што до сега. Ви благодарам многу на убавите коментари. Се надевам дека ќе не гледате и понатаму и бидете искрени за да видите како ќе заврши оваа наша борба 90 дена. Кога се прават промените, секако дека треба да се стартува со промена во исхраната и зголемена физичка активност. Ние во емисијата ви даваме некои лесни и вкусни рецепти, кои нема да ви одземат многу време при подготовка, а ќе ви ја дадат потребната енергија која му е неопходна на телото од нутритивен аспект. Мартин Фит Гуру и денеска ќе не поздрави од кујната на клуб ресторан Амбасада и ќе не инспирира со нешто вкусно. Здраво, Мартин од Фит Гуру повторно тука со вас. Денеска ќе направиме многу брз рецепт, кој што е готов за 10 минути. Ќе користиме јајца, авокадо, печурки, патлиџан и малку грчки јогурт. Па може да почнеме. Кршиме јајцата. Ставаме малку вегета. Малку грчки јогурт. Печурчиња. Сето ова го матиме. Поентата на овие рецепти е да бидат брзи и лесни, да не бидат комплицирани и да може да се приготват со горе-долу од прилика се што ни е на рака, но сепак да бидат вкусни и здрави. Ставаме малку маслиново масло на загреана тава и ја ставаме смесата. Тоа е тоа, брзо, едноставно, здраво и вкусно. Со нашата камера погледнавме во Synergy Fitness and Spa. Видовме како им оди вежбањето на кандидатите. Секако, без квачка. Спремни сте? Да. Така да ве слушнам. Да ги победиме овие другиве на гаго. Нозете во ширина на раменици, односно во ширина на колкови, доколку не чувствувате стабилност на телото, тогаш едната нога нека оди поназад. Доколку сте сигурни во вашата рамнотежа, останете во положбата во која што ви ја кажав. Нозе во ширина на раменици. Рацете испружете ги настрана, теговите ги држите во раце. Ги кривате рацете во висина на рамениците и спуштате долу. Може? Ајде, 10 пати. 1, спушти долу. Издиши кога креваш раце, спушти долу. 3, долу. 4, долу. 5, долу. 6, диши. 7, така, стегни се. 8, Марија, добре. 9, 10. Супер. И сега повторно. Ако се чувствувате дека немате рамнотежа, десна напред, лева назад или обратно, ако не останувате во истата положба, сега ги креваме рацете во висина на раменици пред себе и ги спуштаме долу. Може? Ојде. 1. Повторно издиши горе кога ги креваш теговите. Така. 4. Браво, Златко. 5. Супер. 6. Долу. 7. Долу. 8. Долу.
9, долу, 10, долу, супер. Одмори малце. За следната вежба, исто како и за претходните, но за оваа најмногу. Стегнете го стомакот, стегнете ја кичмата и испружете ги рацете нанапред. Ги креваме до раменици и ги испружуваме напред. Може? Само да не бидат вака потпрени на стомакот, туку испружени нанапред, Зоки. Спушти ги долу рацете. Ете така. И сега ги креваме до раменици и долу. Ајде. 1. Испружи. 2. Долу. 3. Долу. 4. Долу. Диши. 5. Така. 6. Испружи. 7. Испружи. 8. Отвори раменици. 9. 10. Супер. Сега спуштате го едното текче долу пред вас. Пазете да не го згазнете, за да не се сопнете. Така. А другото го фаќаме со двете раце заедно. Значи тука на крајот, така. Ги враќаме рацете наназад, односно горе, и се трудиме да ги вратиме подлактиците назад и горе. Назад и горе. Значи оноку колку што можете. Така. Сега гледај, Златко. Тегот значи останува тука вака спушта надолу. И цело време го спушташ надолу тегот. Ете така, убаво држи со дланките. Уште 3, така Марија, колку можеш, уште 2. 1, супер. Спушти долу раце. Одмори малце. Добри сме? Супер. Не работиме со големи килажи, бидејќи нам ни е почеток на оно што го работиме во Синерджи. Работиме со помали килажи. Како поминува времето, така и пополека ќе ги зголемуваме килажите. Денеска Марија работи со тегови од 1 килограм, а Златко и Зоран работат со тегови од 1,5 килограм. Во иднина немој да се разочарувате дека и вие не можете со повеќе килограми. Но за раменскиот појас најчесто практикувајте да работите повеќе повторувања, но со помали килажи. Одиме од почеток повторно, може? Може. Ајде. Повторно. Ајде сега да пробаме вака. Десна нога напред, лева нога позади, да видиме како стоиме со рамнотежата. Исправени, вовлечи стомак, стегни кичма и одиме со рацете на страна. 1, долу. 2, долу. 3, долу. 4, долу. 5, долу. До тука. 6, до раменици. 7, отвори граден кош. 8, до раменици. 9, тоа веќе ти е глава, Зоран. 10, значи до тука треба да ти бидат рацете, за да го активираш вратот и раменскиот појас. Ете така, исправи се убаво. Ете тоа, Марија, може еднашка? Така, погледни си нанапред, намести се, ете тоа, супер. Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чекор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус. Лебот на иднината. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut.
Во понеделник ќе се запознаеме со Златко Јовановски кој се занимава со трчање. Колку време посветува во трчањето, како се искранува, за маратоните и за многу други теми. Листата на прашања е голема. Ќе видиме како се одвиваат вежбите во теретана. Гаго ќе даде препораки за вежби по дома. Ќе готвиме и ќе се забавуваме. Гледајте не. Е па толку од нас за денеска. Ви посакувам убав викенд, не пропуштајте и во понеделник. До гледање.